Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не, повторно заедно и ово утро, вторник, 8 февруари. Денеска сонцето во нашиот град изгрее во 6 часот и 37 минути, ке зајде во 16 часот и 56 минути. 8 на релативно студено во Кавадарци, во текот на ноќ имавме мало невреме, имаше силен ветер, паѓаше и дожд, но еве сега моментално не врне во Кавадарци, но е прилично студено. Иако температурата покажува плюс 2 степени, но се чувствува како да е минус 4 поради северниот ветер. Така да, почитувани гледачи, денеска ќе имаме во Македонија променливо, облачно и постудено од вчера. Претежно во планинските подрачја ќе провејува слаб снег. Ќе дува засилен, повремено силен ветер од северен правец. На место ќе дува дури до 70 км на час. Особено тоа ќе се почувствува вдолж поврдарието и во источните делови. Што се однесува до денешните температури, на запад ќе имаме од минус 6 до минус 3. Променливо облачно ќе биде и во тој дел од нашата република, во северните делови Скопскиот регион од плюс 2 до 6. Куманово ќе има од минус 1 до 3 степени, Беровскиот регион од минус 2 до 1, Гевгелија, како и вообичаено, ќе биде најтопло денеска од плюс 4 до 8 степени во Кавадарци и Теквишијата, плюс 3 до 7 степени, но, како што спомнав, се чувствува многу постудено поради северниот ветер. Во Пелагонија од минус 2 до 5 степени и во Охридскиот регион од минус 3 до 4 степени променливо облачно. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, според мерната станица, имам информации дека воздухот е релативно чист поради ветерот, така да може да излезете ако сакате да прошетате ово утро, почитувани гледачи, вие кои сте у Кавадарци, да безбедно дишете чист воздух. Што се однесува до Мотосојузот на Македонија, тие ни јавува дека од 20 часот од синоќа сите тешки товарни возила кои се движат преку планинскиот превој Плетвар мора да имаат поставено зимска опрема, односно синџири, затоа што во тој дел од нашата земја синоќа паѓаше снег, можеби еве и поради тоа има забрана за управување со тешки моторни возила кои мора да имаат зимска опрема. Исто така има забрана, односно укината е утрово забраната на планинскиот превој Страж. Значи во текот на ноќта имаше прекин, застој во сообраќајот на тешки моторни возила поради паѓање на снег. Сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно влажни коловози, а на повисоките места со остатоци од каша снег. По интервенција на дежурните екипи на јавното предпријатие Македонија се решисуваат тие правци и проходноста е повторно воспоставена, но со многу внимателно возење. Имаме известување од Мотосојузот на Македонија дека вијадуктот Трейд известува дека од 7.2, значи од вчера,
па се до 19.2 ќе се изведуваат градежни активности на дел од државниот пат А2 на потегот од клучката Миладиновци до клучката Кадри Факово на 7 локации. Значи таму ќе се расчистуваат тие одрони, односно ќе се врши санација на патот, така да вие кои возите во тој дел на нашата република, почитувани гледачи, бидете крајно внимателни. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од нашата земја. Тоа беа почетните сервис информации. Сега да се подсетиме што се случило на денешен ден. Денеска е 8 февруари 2022 година. На денешен ден, 427 година пред нашата ера, е роден Платон, голем старогрчки филозоф, ученик на Сократ и учител на Аристотел, основач на филозофската школа во Атина, која според местото на кое што се наоѓала била наречена Академија. На денешен ден умрел рускиот цар Алексеј Михајлович Романов, татко на Петар Велики. На власт дошол во 1645 година, тој засврстил централната власт, ги припоил источните делови на Сибир и ја развил трговијата со Кина, Персија и со европските земји. Значи, на денешен ден умрел рускиот цар Алексеј Михајлович Романов. Добро, на денешен ден, 1805 година, роден англискиот писател и критичар Џон Раскин, кој сметал дека уметноста зависи од општествените прилики, како и тоа дека само здрав народ може да создава големи уметнички дела. Добро, еве уште една информација. 1861 година на денешен ден Алабама, Флорида, Лузијана, Мисисипи и Тексас се одвоја од САД и формира Конфедерација на јужните американски држави. На конференцијата подосна и се приклучиле Арканзас, Северна Каролина, Вирџинија и Тенеси. Поделбата на САД довела до граѓанска војна, она позната 1861 до 1865 година, која завршила со капитулација на јужните држави. На денешен ден, 1894 година, роден американскиот филмски режисер Кинг Волис Видор, и тој ги снимил филмовите Алилуја, Голема парада, Лебот наш насушен, Цитадела, Двобој на сонце, Војна и мир и така натаму. Еве некои работи, односно настани што се блиски до нас. На денешен ден, 8 февруари 1984 година во Сараево биле отворени 14-те зимски олимписки игри, први во тогашната СФРЈ, на кои учествувале спортисти од 49 држави. Верувам дека еве ние постарите, да кажам, се сеќаваме нова олимпијада кога беше отворена овде во поранешна Југославија, поточно во Босна и Херцеговина. На денешен ден, 1996 година, Република Аргентина ја признала Република Македонија како независна држава. На денешен ден, 1998 година, во Њу Јорк умрел Ото Ташковиќ, македонски светски признат архитект. Роден бил во Скопје во 1933 година. На денешен ден, 1999 година, Република Македонија и Република Кина, Тајван воспоставиле дипломатски односи на амбасадорско ниво. И еве уште една порака, односно едно подсетување. На денешен ден, 2015 година, починал познатиот новинар и радиоводител Стојан Тренчевски. Верувам се сеќавате, тој е младата генерација на новинари на радио Скопје. Основач и председател на граѓанската асоциација Скопјанката Мајка Тереза. Меѓу другото,
artistički go sledal likot i delото na Majka Tereza, sоработувал со познатите поп звезди Тоше Пројски, а оставил печат во преносот што на Македонското радио го извршил на денот на осамостојувањето на Македонија. Напишал 20 книги, од кои најпознати му се Нашата мајка, Скопјанката Мајка Тереза, по патиштата од детството на Мајка Тереза. Еве, се подсетивме што се случило во светот, во Европа и кај нас на денешен ден, 8 февруари. Одиме сега со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, ozdravi dušu moju, reci jednu riječ, oslobodi me. Samo reci riječ, obnovi moju vjeru, reci jednu riječ da vjerom taknem te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli srce moje, reci jednu riječ da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli moje boli, reci jednu riječ da zapjevam. Samo reci riječ, obnovi moju ljubav, reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Evo nepovtorno vo živo vo нашата емисија, почитувани гледачи, вие следите програмата на радио Глас на надежта. Утринска емисија која се емитува секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Сакам да ви се заблагодарам на сите ваши поздрави што утро ни ги упативте. Може би сакал да го спомнам посебно поздравот од Србија, комби превоз на патници, ДМ Транспорт. Благодариме на вашиот поздрав. Еве, ние ви возвраќаме. Возите безбедно и имајте благословена работа и денеска со вашиот комби превоз на патници.
Благодарност до сите вас кои не следите, почитувани гледачи, овде во Македонија, во Србија, во Бугарија, во Грција, во Австрија, во Австралија, во Америка и да не ги спомнувам сите останати европски земји каде што имаме гледачи и овутро се вклучени во живо во нашата утринска емисија. Следува рубриката Капки на мудроста. Сакам да ви споделам интересни капки на мудроста што ги приготвив за ова утро. Нема пајажина на млин кој работи. Интересна мисла, знаете што е тоа пајажина? Оној млин кој работи не фаќа пајажина. Алкохолот ги извлекува парите од джепот, а паметот од главата. Невработениот ум е сотонска работилница. Подобро е бесплатно да работиш, отколку ништо да не работиш. Каде што има многу зборување, има малку работа. Нема место за Бога кај оној кој е пон со себе. Богатешот не знае за вистината и за пријателството. Кога сиромавиот се суди со богаташ, тоа ти е како со тиква да кршиш камен. Значи, на почетокот веќе си осуден да изгубиш. Здравите луѓе се побогати од богаташите. Од богатството стекнато на нечесен начин, децата имаат ретко корист. Ништо не доаѓа без мака, освен сиромаштвото. Кој полека оди, далеко стигнува. Кој брзо суди, брзо се и кае. Постои уште една изрека, ако на време не тргнеш, трчањето понекогаш не вреди. Зато ако сакаме некаде да стигнеме на време, да стасеме на време, треба и на време секако и да појдеме. Многу луѓе се радуваат на новата година како на нов почеток, но со стари навики. Никогаш не е лесно да се вратиш назад во минатото, но секој човек може да почне сега и да направи нов крај во неговиот живот. Светот е опасно место за живење, не заради злобните луѓе, туку заради добрите кои ништо не превземаат. Во секој од нас живее чудно слепило. Се гледаме, освен самите себе. Тоа беа капки на мудроста за денеска, за ова утро, почитувани гледачи. А сега да ја проследиме приказната за деца и за возрастни. И доброто и злото се враќаат кај оној што го пратил. Може би понекогаш ви изгледа дека во овој свет нема правда, но ако ја погледнете целата слика, ќе сватите дека се што правите во животот ќе ви се врати како бумеранг. Може би не денес, може би не утре, но Божјата правда е еднаква за сите нас. И доброто и злото еден ден ќе се вратат кај оној што ги пратил без исклучок. Еве една поучна приказна која го докажува нашето мислење и еве како гласи ова приказна. Возејќи на кај дома, Том Андерсон забележал постара госпоѓа која стоела на дождот, чекајќи некој да ја помогне. Том веднаш застанал и се упатил кон неа. Забележал дека и се значи гумата на автомобилот и била дупната, а старицата не можела сама да ја смени. И понудил помош и веднаш се фатил за работа. Во почетокот госпоѓата била загрижена, размислувала за тоа колку долго стоела на патот, а никој не застанал да ја помогне, а овој човек кој изгледа скромно и сиромашно, можеби само сака да ја ограби. Затоа жената била уплашена. Том ја сменил гумата и посакал добар пат. Госпоѓата му била многу благодарна и запрашала колку треба да му плати за да му се одолжи за помошта. Јас не го направив тоа за пари. И јас сум бил во ситуација кога ми била потребна помош и секогаш некој ми понудил рака, рекол Том. Сетете се на мене секогаш кога некому ќе му биде потребна вашата помош и несебично помагајте. Тоа ќе биде најголемата награда за мене, и одговорил Том. Госпоѓата влегла во автомобилот и продолжила на кај дома. Изминала неколку километри,
pa zastanala во едно место, мало место, едно мало ресторанче, покри патот за малку да се одмори, да се закрепи. Келнерката љубезно ја услужила и донела крпа за да ја исуши мократа коса и постојано и посветувала внимание. Господјата била и повеќе од изненадена. Се прашувала од каде наоѓа сила ова млада девојка која веќе е во подмината бременост да ја биде толку работлива и љубезна. По изгледот на келнерката можела да заклучи дека е многу сиромашна, па никако не можела да разбере како некој кој има толку малку може на странец да му даде толку многу. И тогаш се сетила на Том Андерсон. Го завршила ручекот и дала на келнерката $100 и веднаш заминела без да чека да ја врати дел од парите. Кога келнерката се вратила со остатокот од парите, на масата пронашла парче хартија на кое пишувало: "Не ми должиш ништо. И јас еднаш бев во ситуација кога ми требаше помош. Ако сакаш да ми се одолжиш, не дозволувај овој синџир на доброта и љубов да заврши со тебе. Помагај секогаш кога ќе можеш." До пораката стоеле уште $400. Кога вечерта се вратила дома и легнала до својот сопруг, келнерката не била загрижена. Со парите од добрата господја можела да си купи се што и било потребно за бебето. "Секи биде во ред, драг мој," му рекла на својот сопруг. "Многу те сакам, мој Том Андерсон." Добрината секогаш се враќа со добрина. Да се биде алка во синџирот на љубовта значи несебишно да се помага, без скриени намери, без очекувања и награди. Подајте рака и станете дел од синџирот на добрината. Така кога најмалку очекувате, а најмногу ви е потребно, секогаш ќе се најде некој кој вам ќе ви подари, ќе ви подаде рака. Истото се однесува и за сејачите на злото. Не дозволувајте да бидете дел од тој синџир, да сеете зло. Крајот на тие луѓе не мирисе на добро. Што ќе сториме ние, почитувани гледачи? Дали ќе бидеме денеска они кои ќе го продолжат синџерот на добрите дела или пак ќе бидеме обележени како сејачи на злото? Нека и овој ден кој Господ еве денес ни го подарува да бидеме сејачи на добро, да ја пренесуваме добрата мисла, добрите работи, кај што може да помогнеме. Не мора се да се плати со пари. Понекогаш и добар збор, фала ти или благодарам, вреди повеќе дури и од пари. Еве овој човек, Том Андерсон, како му се тоа вратило? $400 жената дала индиректно преку оваа млада бремена господја. Всушност таа му била сопруга на Том Андерсон. Нека и ние денеска бидеме за некој навистина радост и среќа кога ќе му помогнеме на било кој начин. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи, потоа се враќаме повторно во емисија. Kiedy ziemię trąci gozdo
Еве, продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи, следува рубриката Утринска порака. Денешната утринска порака ја наоѓаме во книгата на пророк Захарија во Стариот Завет, 9 глава, 9 стих. Ликувај од радост, Сионска керко, воскликнувај, Ерусалимска керко, еве твојот цар иде при тебе. Справедлив е и спасува, кроток и седнал на осле, на ослица младенче на ослицата. 500 години пред Христовото раѓање, пророк Захарија така го предскажал доаѓањето на царот во Израел. Христос при своето царско влегување се придржувал кон еврејскиот обичај. Штом го поставиле на магарето, низ воздухот се разнел победоносен извик. Мноштвото го поздравувало како Месија, како свој цар. Победоносната поворка не можеле да ја поведат со никакви царски знамења, туку сечеле широки палмови гранки, символ на победата на природата, и со нив мафтале високо, силно радувајки се и пеејки фалоспеви. Никогаш порано во својот земен живот Исус не му дозволил на мноштвото така јавно да го покаже расположението. Тој јасно го предвидел резултатот. Тоа ќе го доведе на крст, меѓутоа неговата намера била јавно да се представи како откупител. Сакал да го сврти вниманието кон жртвата што треба да ја круниса неговата мисија за паднатиот свет. Никогаш порано светот не видел таква победоносна поворка. Таа не била слична на поворките на прочуените земни освојувачи. Ова сцена не истакнувала тажна поворка на заробеници како трофеј на царското јунаштво. Но околу Спасителот биле славните трофеи на неговото дело на љубовта за грешниот човек. Тоа биле робовите што ги избавил тој од сатанската сила, кои го славеле Бога за своето ослободување. Поворката ја воделе слепите на коим го вратил видот, немите на коим го одврзал јазикот, најгласно извикувале Осана, Осана. Улогавите што ги излекувал подскокнувале радосни. Лазар, чијшто тело веќе почнало да се распаѓа во гробот, но кој сега се радовал во сила и во славна мажевност, го водел животното на кое јавал Спасителот. Значи, Лазар кој бил воскреснат, тој го водел магарето, односно ослето на кое Исус јавал. Таа сцена на победничка поворка ја одредил Бог, неја ја предскажал пророкот и човек бил немоќен да ја измени Божјата намера. Свештениците и фарисеите се обидувале на светот да му гиускратат блескавите зраци на славата на сонцето на праведноста, но без успех, токму како што не би биле во состојба на земјата да ја гоускратат блескавото лице на сонцето. И покрај нивното противење народот го признал Христовото царство. Еве, почитувани гледачи, видовме 500 години од овој настан, од оваа сцена што е запишана во Евангелијата, кога Исус влегол во Иерусалим на магаре, а жените и децата постилале палмови гранчиња и крпи ставале кај што ќе поминал Исус. Било предскажано 500 години од рацете напишано на пророк Захарија, како што читавме. Ова царска поворка била предвидена и никој не можел да ја спречи. Сатаната покушал на разни начини, но овде во ова поворка, како што видовме, се наоѓале оние кои биле слепи, а излекувани, кои биле хроми, сакати, дури оние мртвите кои биле воскреснати, како овде што бил Лазар, дошле во таа поворка да го поздрават царот на Вселената. Исус суштост немал намера да се зацари овде на оваа земја, да стане крал или цар на Израел. Исус дошол да донесе ослободување од гревот и од она што сите нас не притиска денеска. Поворката ја воделе слепите на кои го вратил видот, немите на кои го одврзал јазикот, улогавите, значи сакатите што ги излекувал, подскокнувале од радост. Лазар, чијшто тело веќе почнало да се распаѓа во гробот, но кој сега се радувал во сила и славна мажевност, го водел животното на кое јавал Спасител. Каква била таа прекрасна сцена, прекрасна гледка. А свештениците што правили фарисеите се обидувале на светот да му гиускратат блескавите зраци на сонцето.
na pravednost, но без успех, токму како што не биле во состојба на земјата да гоускратат блескавото лице на сонцето. И покрај нивното противење, народот го признал Христа за цар, за спасител. Нека и денеска не води таа мисла, почитувани гледачи. Христос да биде цар на престолот на твоето и на моето срце. Тој денеска да царува во нашите животи. И тогаш ќе бидеме поблагословени, ќе бидеме многу порадосни и срекни, без разлика што обвладиат се уште тие вируси. Се уште сме оптеретени со разни работи кои се случуваат на оваа планета, но ако срцето ни е радосно, ако во срцето ни е исполнето со Божјото присуство, сите проблеми ќе се решаваат многу полесно. Еве тоа беше утринската порака што ја читавме од Библијата. Вие сите кои сакате да имате ваша Библија, ваше свето писмо, почитувани гледачи, пишете ни слободно, ние ќе ви испратиме да имате ваше собствено свето писмо. Значи, бидете слободни, пишете ни на адреса, а ние ќе ви испратиме Библија. Или вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, постои онлайн дописна библиска школа, кај што имаме 7, односно 8 подрачја на изучување. Имаме и од здравството, имаме од религијата, од историјата, од археологијата, така да бидете слободни. Напишете Библијата зборува.мк. Всушност сега ќе ја видиме и рекламата, каде што повеќе ќе се запознаете. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои во меѓувреме се вклучивте, а овде гледам на монитор дека имаме гледачи кои во меѓувреме се вклучија. Поздрав и до сите вас. Сите се добре дојдени во ова наша и ваша утринска програма која се имитува секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Сакам да ги поздравам и они кои денеска имат роден ден. Се надевам дека има и такви дел од нашите гледачи, па затоа ви честитаме и ви посакуваме многу добро здравје, радост и благослов. Не само во овој ден, туку и во следните денови и години од вашиот живот. Следува рубриката кога зборуваме за одредени библиски личности. Денеска се одлучив да кажеме неколку реченици, неколку зборови за Соломон. Кој бил Соломон? Соломон бил еден од последните 3 цареви на Израел, односно на Јудеја. Тој бил син на Давида. Всушност тој е вториот син на Вирсавеја. Во Библијата пророкот Натан му соопштил на Давида дека е Божја желба неговиот прв роден син да умре, и знаеме тоа се случило, но вториот син во овој случај Соломон ќе остане во живот и тој ќе биде еден од најсилните, најмокните, најмудрите цареви кои постоеле во израелската држава. Позната е денеска таа изрека Соломонова мудрост. Кога Соломон требало да се зацари, почитувани гледачи, тој не побарал ниту богатство, не побарал ниту слава. Кога Бог му рекол: бирај, Соломоне, што сакаш да ти направам? Што тој одбрал? Тој одбрал мудрост. Мудроста е многу важна во животот на човекот. И Бог му вели: бидејќи не побара ниту богатство, ниту слава, јас ќе ти дадам. Да бидеш и богат, и славен, но секако и мудар. Мислам дека мудроста на Соломона се испоставила, односно се видела, кога оние 2 жени кои биле бремени и родиле деца, и кога на едната детето и починало, и таа во ноќта го заменила мртвото дете, го дала на другата жена, го зела живото, и наутро кога станале сите, ова жена
čiji dete bilo živa, сега našla mrtvo во својата постела, приметила дека тоа дете не е неизино, го препознало, меѓутоа другата тврдела дека е неизино живото дете. И така настанала една голема кавга. И таа кавга дошла до ушите на царот Соломон. Навистина, тука се искажала мудроста на Соломона. Кога рекол, добро, штом не може да се договорите, што рекол Соломон? Дајте еден меч, ќе го преполовиме живото дете на 2 дела, па и ти ки имаш еден дел, и ти ки имаш еден дел. Меѓутоа, како изреагирала она вистинската мајка? Она лажната мајка, која тврдила дека мртвото дете не е неизино, рекла, да, може царе, пресечи го на 2 дела. А она вистинската мајка рекла, царе, те молам, немој да го убиваш детето. Дај го, нека го има во раце, барем ќе го гледам дека е живо. И тогаш Соломон ја сватил вистината дека тоа живо дете на вистина нова мајка која тоа го кажала. И по тоа се препознал, се расширила мудроста по целиот тогашен свет од Соломона. Во своето царство тој управува некаде во средината на 10 век. Името Соломон или Шоломон значи миролюбив, а доаѓа од еврејскиот збор Шеломах. Името кој му било дадено на Соломон е навистина, може се тумачи и како Бог љубен, љубен од Бога. Името на Соломон се поврзува со периодот на владење на мирот во Израел за време на неговото владење. Тој некада се зацарил отприлика на 20 години, релативно млад. Татко му Давид се приготвил да се направи храмот. Давид тоа не го направил, Господ не дозволил, меѓутоа тој донел градежни материјали, се приготвил и за време на Соломоновото владење бил направен еден од највеличествените храмови во Ерусалим. Едноставно, Соломон владел некаде 40 години. Може да читаме во неговите книги, напишал стотици, илјадници поговорки, песни, имал 300 слугинки и 700 жени. Секако тоа е премногу 700 жени, меѓутоа тој имал бракови склучено од политички причини. Сите не му били оние вистински жени што се вели, но сепак тој морал да склучува договори, споразуми со останатите држави и едноставно на тој начин воспоставувале мир и за време на Соломона немало војни во Израел. Значи, народот живел во една благосостојба, но знаеме Соломон имал и своји падови, и своји качувања, но сепак тој бил Божи човек. За време на неговото владење Израел доживел голем економски подем. Со Египет и Арабија постоеле копнени односи и со Шпанија, Јужна Индија и со некои области од Африка. Соломон управувал со Ерусалим и бил првиот цар кој решил да се изгради храм во градот. Може да зборуваме многу за Соломон, има многу податоци, но читајте ги неговите поговорки, читајте книгата Проповедникова и Мудрости на Соломона. Значи, напишал, ми се чини некаде 3 книги, Песна над песните ја напишал исто со многу љубовна поезија. Тој истакнува својата љубов, својот копнеш кон жената Сунамка, така да може да ги читате тие негови изрази и она чувство што тој го чувствувал во срцето за неговата најсакана жена. Секако и крајот на Соломона дошол со неговото владење, затоа што тој се препуштил на тие незнабожички идоли и кипови. Значи, срцето му било занесено, но знаете што пишува во книгата Проповедникова? Во еден момент Соломон сакал да се самоубие. Се имал 700 жени, 300 слугинки. Од пиле млеко јадел што се вели. Што ќе посака можел да добие, но немал срце радосно исполнето со чувство на благодарност. Или таштина, празнина. Во еден момент тој рекол, се е бадиела, се е празнина. И поскал да се самоубие. Затоа, почитувани гледачи, убаво човек да биде богат, да има пари, слава, се, но сето тоа е поминливо. Ако во срцето не се наоѓа Бог, Исус Христос, тоа не може со ништо да се исполни. Затоа нека ни биде Соломон пример на човек кој секако после се вратил кај Бога, повторно се вратил кај Бога.
И затоа вели тој главно, што е главно? Да се боиш од Бога, да ги почитуваш неговите правила. Соломон е човек навистина типичен на денешниот богат човек кој во еден момент го заборава Бога. Но Соломон сепак се вратил назад и со таква мисла тој и ќе почине. Еве, почитувани гледачи, денеска зборувавме за Соломон како една од библиските личности. Одиме со песна, да малку одмориме и потоа повторно ќе се вратиме во емисија. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. Кога зборуваме за нашата земја, за Македонија, навистина е прекрасна, изобилува со многу природни богатства, со планини, водопади, села кои можеби некои замираат веќе, зашто во текот на 60-тите години од минатиот век многу наши сограѓани, селани се преселија во градовите да живеат и многу села се запусти. Но сега, во последните година, 2-3, повторно има некоја тенденција да луѓето од град се враќаат на своите стари огништа и тоа е добро. Денеска ќе зборувам за Беласица, односно за битката на Беласица. Вчера зборував за планината Беласица, кој изобилува со природна убавина, со многу водопади, со многу прекрасни пейзажи. Но еве денеска ќе се подсетиме за нешто што се случило во македонската историја. На жалост, ова е една трагична војна која се одиграла на 29. јули 1914 година. Тоа се случило токму на планината Беласица, кај местото Клуч.
помеѓу војските на царот Самуил и на византискиот цар Василий II. Исходот бил погубен за македонските војници и за Самуиловото царство. Голем број војници биле убиени, а останатите ослепени, со што била целосно уништена војната моќ и царството на Самуила. По овој пораз Самуил не можел да се опорави и добил срцев удар од кој починал истата година. Значи, царот Самуил починал 1014 година, кога неговата војска навистина доживеала една голема катастрофа и не можел тој тоа да го поднесе. До 1014 година византискиот цар Василий II секој година навлегувал на територијата на Самуиловото царство и напаѓал. Самуил сватил дека не може со него да влезе во директен и отворен судир, особено бидејќи веќе бил под, може да кажеме, притиснат од сите страни, па решил да му се спротистави токму на таа битка која се случила на планината Беласица. Кога царот Василий стигнал до тие клисури, војниците на Самуил храбро нападнале. При тоа Самуил решил да стави се на коцка и го испратил Несториц, еден од највлијателните големци во тоа време, со војска кон Солон, со цел да отвара два фронта и да ја поделат војската на византијците. Но тука веќе подготвен чекал војсководителот на Василие Теофилак Вотанија, која разбил војската на Несторица. Самуиловите војници, не очекувајќи напад, се исплашили и почнале да бегат. При тоа многу војници загинале, а уште повеќе биле заробени. Самиот Самуил одвоја избегнал опасноста да биде заробен, благодарение на синот Гавриел Радомир, кој храбро ги одбивал нападите, го качил татка си на конј и го одвел во тврдината во Прилеп. Битката на Беласица представува решавачка битка меѓу Византија и Самуиловата држава, во која била решена судбината на средновековната македонска држава. Битката се одиграла на 29. јули 1014 година, завршила со пораз на македонската војска и со заробување на 14 до 15 илјади македонски војници, на кои биле извадени очите, односно ослепени. Навистина тоа била голема трагедија. Што се случило? Значи, на секој 100 војник му било оставено по едно око, за да може да ги води назад кон Охрид, кон Самуила. 14-15 илјади, тоа е една огромна војска која била заробена. И наистина тоа било и пропаст на ова македонска држава, која, бидејќи самиот Самуило одмака од тој голем пораз, добива срцев удар и умира. Така да, на 29. јули 1014 година, Василий од врвот на планината Беласица ги нападнал зад грб, се вели во историјата што е запишено. Значи, зад грб ги нападнал војниците на Самуила. Тие биле изненадени и започнали да бегат. Царот Василий влегол низ напуштената тврдина и урнел пред градата, која била поставена од страна на Самуиловите војници и започнал да ги гони Самуиловите војници. Голем дел од војниците загинали, а голем дел биле заробени. Самуил успел, како што спомнавме, да избега благодарение на синот Гаврило Радомир. Еве да прочитам уште како се случило тоа ослепување. Значи, по победата над Самуиловите војници, царот Василий наредил 14.000 војници кои биле заробени да бидат ослепени. На секој 100 војник му било оставено по едно око за да ги води војниците кај царот. Царот Василий, префрлајќи се преку теснини, се упатил кон Струмица, притом му наредил на Солунскиот војвода Теофилак Вотанијат да ги премине ридовите околу Струмица и да ги запали зидовите, за да му ги очисти сите пречки што водат кон патот кон Солун. Еве, тоа е историја, може да ја пронајдете, да ја читате, но денеска се подсетивме, почитувани гледачи, на битката на Беласица, таму на местото Клуч, на 29. јули 1014 година, каде што загинале голем број на
Самуилови војници, а некада околу 14 до 15 или биле заробени и ослепени. Одиме един чекор понатаму да кажеме нешто за здравјето. Совети за здравјето. 29 септември се слави во светот, па и во Македонија, Светски ден на срцето. Иако има уште многу време до таа прослава, до септември, еве, ќе се подсетиме кои си тие придобивки ако имаме здраво срце или како да имаме да го сочуваме нашето срце. Прво, преземете иницијатива. Првиот чекор за подобрување на здравјето на срцето е да се запознаеме со ризикот, односно ризични фактори. Консултирајте се со вашиот доктор. Второ, откажете се од пушењето. Јас веќе неколку утре зборувам колку е штетно пушењето, почитувани гледачи. Вие кои имате тој порок, ослободете се на време. Чадот од тутунот содржи многу штетни материи, повеќе од 4000 штетни материи ги има во димот, во цигарата, кои може да го оштетат срцето и крвните садови. Кога ќе престанете да пушите во периодот од само една година, ризикот од срцеви заболувања значително се намалува. Трето, најдете физичка активност која ќе ве прави срекни. Значи, најдете некоја активност. Копајте во дворот, ако имате некоја мала бавча, излезете, имајте физички активности и тоа ќе го намали ризикот од срцев удар и срцеви заболувања. Четврто, одржувајте нормална телесна тежина. Дебелината може да предизвика зголемен крвен притисок, зголемен холестерол и диабетис. Одржувајте ја идеалната телесна тежина, односно индексот на истата нека ви биде 18,5, 24,9. Значи тој распон да го имате. Пето, хранете се здраво. Сами знаете што е здрава храна. Иако може би е малку поскапа, но ако се откажете од 1 кило месо кој кошта 400-500 денари, а за тие пари може да купите многу намирници кои се здрави. Овоше, зеленчук, житарки, го штитат вашето срце. Мешунките, грашокот, гравот, сојата, лекјат имаат ниска содржина на масноти, а морската храна која содржи омега-3 масни киселини треба да се бира, значи тоа се тие сардини, туна, лосос, тие се морски риби. Го намалуват ризикот од срцеви заболувања. Шесто, не конзумирајте алкохол. Никако, ни во мали количини. Ако ви каже лекарот, помалку пиете, по една мала чаша, испишите го тој лекар, кој ви препорачува помалку да пиете. Воопшто не треба да внесуваме алкохол во нашето тело, бидејќи келиите се уништуваат и никош не закрепнуваат тие наши келии. Осмо, спиете доволно. Балансираниот начин на живот има корисен ефект за здравјето на срцето. 9, одете на редовни прегледи. Правете редовни контроли. Вашиот доктор ќе ви помогне да ги следите сите промени на вашиот организам и да ќе ве посоветува секако како да ги контролирате истите тие работи. И 10, кога чувствувате непријатност, посетете лекар. Да не бидеме лени. Понекош ни е тешко, па ништо не е, па еве ќе се напијам таблетка, па ќе се напијам аналгин, па кафетин, па малку вода, па лимон и белки ќе помине. Да, има моменти кога тоа се разнесува и поминува. Но често пати сме во ситуација кога луѓето ја одложуваат посетата на лекар, придавајќи значај на други активности, при тоа може ќе ги занемариме тие први знаци кои ги добиваме во нашето тело. Еве тоа беа советите за денеска за нашето здравје. Сега ќе споделам еден рецепт, почитувани гледачи. Земете пенкало, вие господи кои правите, кои готвите и запишете го: печена тиква со суво овоше. Сезона е на тикви, се уште има тикви по нашите зелени пазари, сигурно имате и вие дома. Еве, може да го употребите овој рецепт, да го искористите и да имате убава тиква печена со суво овоше. Печена тиква во било која комбинација и за било која пригода. Особено ќе ви се допадне ако ја направите ова наша опција полната со суво овоше. Вкус кој ќе ве воодушеви и ќе ве натера да побарате рецепт. Еве го рецептот. Една тиква или 1 килограм тиква. Една чаша суво овоше, сецкано. 100 мл млака вода, 100 мл млеко, 2 до 3 лажици маслиново масло, 2 до 3 лажици мед, малку цимет, коријандер, мелен може да биде или во зрно, бидејќи тој дава убав вкус. Прво, во еден сат
Измешајте го медот заедно со млекото, водата, циметот и коријандерот. Мешајте се додека медот не се растопи. Второ, исечканото суво овоше попарете го со врела вода и по желба залите го со некој ароматичен пијалок. Трето, тиквата се лупи и се сече на мали парчиња. Исечените парчиња се ставаат во течноста, добро се мешат и се префрлаат во тава за печење обложена со хартија за готвење. Четврто, тавата се покрива со парче алуминска фолија, меѓутоа не се затвора потполно, туку треба да се даде можност на парата помалку да излегува, значи парејата помалку да излегува. Тоа се прави така што се сече парче фолија, малку поголемо од големината на тавата. Со помош на рацете, кревите на фолијата се гужваат и се придава форма која одговара на големината на тавата. Со неа се покрива тиквата и сувото овоше изгледа како да е покриена со капак. И пето, вака покриената тава се става во рерна и се пече на 200 степени додека тиквата не омекне. Тоа може да потрае половина сат, а може и подолго, во зависност од квалитетот на тиквата, но и од големината на парчињата. Еве, ви посакувам добар апетит, почитувани гледачи, испробајте го овој рецепт печна тиква со суво овоше. Одиме со песна и ќе одиме подлека кон крајот на ова наша емисија. Знаеше, драга Марија, твојот син е цар. Дали знаеше, тоа твое чедо носи спас за нас. Тој што живот доби од тебе, тебе живот ти дари. Синот што го роди може бура да смири. Дали знаеше, драга Марија, по вода тој ке оди. Дали знаеше, дека чекорелка и ангели што одат, кога детето ти заспива во прегратките твој. Лицето што ти го бакнуваш е лицето Божјо. Дали знаеше, дали знаеше, слепи гледат, глуви слушат, мртви оживуваат. Со еден збор тој лекува и смрт победува. Дали знаеше, драга Марија, Создател е нас е. Дали знаеше, драга Марија, дека жртвено е јагне? Дали знаеше, дека твојот син народ ке води? Дека тоа мало дете е великиот Јасу. Денеска ќе зборуваме за падот на Ниневија.
Да видиме што ни потврдува археологијата, почитувани гледачи, за веродостојноста на настаните запишани во Светото писмо. До неодамна постоеше сомневање во точниот датум на смртта на Асурбанипала. Меѓутоа, благодарение на записите на Набонид во Харан, сега точно знаеме дека тоа се случило 627-626 година пред Христа. Мајка му на Набонида, свештеничка на Богот Син, Бог на месечината, која живеела 104 година, во својот запис зборува колку години живеела под секој цар. Ова информација, поврзана со она што веќе е познато за владењето на Асурбанипала, го утврдува датумот на неговата смрт. Кога тој умрел, Вавилон веднаш се одвоил од Асирија и таткото на прочениот Навудоносор, Набопаласар, се прогласил за независен цар. По Асурбанипала со Асирија владеели уште два цара, Ашур, Етилу или син Шарах Кукан, но датумите и владењето, односите и територијата со која владееле не се доволно јасни. Очигледно настанало брзо пропаѓање на Асирија и крајот бил само прашање на миг. Во 614 година пред Христа медијците ја нападнале Ниневија со цел да го освојат градот Ашур. Хроничарот на Набопаласара кажува: медијците се улогорија околу Ашура, тој го нападна градот, извршен страшен колеш над голем дел од населението. Конечниот удар е завршен 2 години подосна 612 година пред Христа, со здружен напад на медијците, вавилонците врз Ниневија, царот на Вавилон, Набопаласар и царот на медијците. Се сретнаа, се упатија долж реката Тигар и кон Ниневија се улогорија. Од месецот Сиван до месецот Ава извршија силен напад врз градот и во текот на месецот Ава градот беше покорен. Извршено е големо уништување на главните луѓе водачи, извршено е големо разорнување на градот и храмот од кој создадоа толпа урнатини. За овој настан, почитувани гледачи, ни зборови Библијата. Ова што предмалку го прочитав се записи кои ги пронашле археолозите. Меѓутоа, ако читаме во книгата на пророк Наум, сега ради должината на текстот нема да ги читам, но може да проверите во 3 глава во Наум, книгата на пророк Наум, во 18 и во 19 стих, точно ни е запишено како сето тоа се одиграло. Археолозите подосна пронашле плочки, значи записи со кои го потврдуваат овој запис во книгата на Библијата. За овој настан, како што реков, зборува и самиот пророк Наум. Така да гледаме дека денешната Библија, што ја имаме ние, почитувани гледачи, е веродостојна, верна на оригиналот и со авторитет треба да ја читаме и да ја веруваме. Сите вие кои сакате да имате бесплатна Библија, слободно напишете ни, побарајте, а ние ќе ви доставиме на ваша домашна адреса. Еве, полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, и нова наша денешна утринска порака, односно програма. Сакам ова програма да ја завршам со една порака, со еден краток пример, каде што ќе се подсетиме за нашиот Спасител, за Исуса Христа. Според една легенда, некој ирски владетел, кој бил исто и верски настроен, отишол на гозба кај еден од своите барони, престроен во човек од народот. Значи, овој човек, ирски владетел, кој бил и верски настроен, се пресвлекол како обичен граѓанин и отишол на посета, на гозба кај еден од своите барони. Таму никој не го препознал. Како на непознат и сиромашен патник му дале последно место на трапезата. Меѓутоа, не поминало многу време, а неговото отмено однесување и сјајната речитост го привлекло вниманието на домакинот и тој го преместил на едно од подобрите места. Најпосле го повикал да го заземе местото меѓу најпознатите големци на дворот. Пуште еден доказ на говорничката вештина и длабина на неговите зборови, еден од најугледните витези му се обратил и му рекол: „Не знај нико, ти зборуваш како некој цар. Ако не си цар, заслужуваш да бидеш тоа.” Тогаш
престроениот цар, кој бил пресвечен, преоблечен, ја симнал на метката и го зазил своето вистинско место меѓу своите следбеници. Истото тоа го сторил, почитувани гледачи, и небесниот цар, кој дошол на овој свет во човечко тело. Луѓето знаеме дека не го препознале, биле заслепени, што во Христа не можеле да го препознаат својот Творец и Бог кој дошол да ги спаси. Само по некој од нив имал очи и уши за неговото небесно однесување и восхитувачките зборови. Повеќето нито го препознале, нито го признале, но Христос ги препознал оние што го познале и како што вели Јован во Евангелието во 1 глава, во 12 стих, на сите што верува во него им даде власт да станат синови и ќерки Божи. Религиските водачи во Исусовото време не сакале да сватат дека пред нив се наоѓа Бог во тело. Не го препознале времето кога биле повикувани. Одбиле во скромниот учител од Галилеја да го препознаат долго очекуваниот Месија и копнежот на сите народи. Ги затвориле очите пред јасните докази на неговото божество. Сепак меѓу нив се нашол еден кој во Исуса Христа го насочил величественото на небото. Како е денес со нас? Дали ние ќе бидеме слични како овие религиозни водачи или ќе го препознаеме нашиот Спасител Исус Христос како единствениот наш Спасител од гревот и од оваа грешна планета? Нека и ние денеска го препознаеме Исуса, не само денеска, постојно, тој да биде на престолот на нашите срца. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска емисија. И благодарам на вашето внимание што не следевте денеска и посакам да имате благословен и убав ден. Ви закажувам нова средба, ако Господ даде живот и здравје, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш бидете одговорни, чувајте се и повторно се гледаме утре, наутро во 8 часот и 30 минути. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.